Во продолжение да ги проследиме блиц вестите од Македонија. Додека Европа одлучи да го продолжи процесот на евроинтеграција, ние мора да работиме, вели премиерот. На 2 август, Мицкоски во Ташмаруништа. За ВМРО ДПМН потегот на Пендаровски да не држи говор на Мечкинкамен е недржавнички. По вчерашната реакција на бугарското МНР дека Софија е разочарана од македонската резолуција донесена предвадена, поумерен тон стигна од првата официјална изјава на новиот бугарски мандатар Пламен Николов. Во очекување да се надмине неизвестноста околу формирањето на новата бугарска влада, Скопје чека соговорник во Софија за сериозен дипломатски ангажман за надминување на разликите. Михајло Видимлиски. Резолуцијата што ја донесе Македонското собрание за црвените линии во преговорите со Бугарија е документ чие донесување беше крајно неопходно, сметаат дел од аналитичарите. Поранишниот амбасадор Ристо Николски вели дека земјава со резолуцијата добива потврста позиција, а преговорите би се одвивале во рамки кои, како што вели, никој не би смел да ги погази. Реакцијата на бугарското МНР па кој изрази разочараност, за Николски била очекувана. После ова, Бугарија се најде во еден цајтнот, во еден ќорсокак тотален, бидејќи тие не оставија простор за повлекување или за некаква флексибилност и за некој договор со своите нерационални, екстремни, национал-шовинистички политики према Македонија. Сега во секој случај нашата позиција е веќе поинаква. Веќе нема одврзани раце и ветувања кои се давани од нашите врвни политичари дека се ќе прифатиме само за да ни дадат некој датум за преговори. Аналитичарот Петар Арсовски пак смета дека одговорот на бугарската дипломатија е неуспешен обид на Софија да се представи како жртва. Вели дека македонските позиции не се разликуваат од досегашните позиции во преговорите. Преговорите ова ќе се одрази така што ќе ги на еден начин ќе ги стави во некакви рамки позициите на македонските преговарачи со Софија. Ќе го намали маневарскиот простор, односно ќе ги исцрта црвените линии и тоа може да ги одолжи преговорите, бидејќи Бугарија, како што знаеме, инсистира на некакво униlaterално толкување на историјата и на дел од идентитетските прашања и без оваа резолуција тоа ќе беше за них полесно. Сега со оваа резолуција македонските преговарачи се обврзани да ги почитуваат тие права. Речи си во исто време откако и бугарското МНР излезе со став за резолуцијата, кандидатот за премиер на Бугарија Пламен Николов, предложен од Има таков народ, синоќа во гостување на БНТ, коментирајќи ја позицијата кон Македонија, со поумерен тон вели дека ако формираат влада, Софија нема да води политика на конфронтација. Как точно ще бъде направено това? Може би чрез ревизија на самиот този договор и преразглеждането му. Със сигурност няма да е линија на конфронтација. Но пред да продолжат преговорите меѓу двете земји, Скопје ја чека новата влада во Софија, чие формирање е засега неизвестно, со оглед на сличниот изборен резултат како во април. Македонската резолуција го вознемери европратеникот Ангел Џамбаски. Во писмо до европратениците, како и до шефот на германската дипломатија Хајко Мас, пишува дека ако се почитуваат тие црвени линии, заедничката македонско-бугарска комисија, формирана врз основа на договорот за добрососедство во 2017-та, просто не можела да функционира. Во исто време тој обвинува дека без разлика на црвените линии, македонскиот идентитет се заснувал на историска лага. Според Џамбаски, друг неизбежен факт е дека бугарската позиција за историското прашање не може и немало да се промени. Нашите сонародници Коста и Лена Станвик од село Арменско од срце сакаат на целиот македонски народ да му го честитаат македонскиот национален празник Илинден, со желба македонците конечно да и се радуваат на татковината, но и да ја победат неправдата што злочинците и ја нанесоа заедно со душманите предавници, изјавувајќи од срце честит Илинден. Македонија да биде вечна.
majko, o žena, sintice majko, o žena, sintice majko, o žena, zajedna Makedonka, robika, sintice majko, o žena, zajedna Makedonka, robika. На 2 август, кога и големиот селски празник Илинден во Мариовското село Градешница, нашиот сонародник, инаку познат рилистет од Realty Associate Inc. Брокридж, Сребре или Стив Джанджуровски и неговата сопруга Лена со фамилијата од село Градешница Мариовско сакаат да им го честитат големиот македонски национален и верски празник Илинден на сите негови муштери, најблиски роднини, пријатели и соселани, како и на целиот македонски народ, а посебно во неговата Градешница, за да животот ги води во добро здравје и напредок, а Македонија да ја избави од сите овие злочини. За сите години и сите светлини, со љубов наша земјо мила вечна остана, со љубов наша земјо мила вечна остана. Расна израсна, цвету градина, ти си наша љубов вечна, горда остана. Ти си наша љубов вечна, горда остана. Ајде да запееме песна илинденска, ајде да заиграме оро илинденско, ајде да запееме песна илинденска, ајде да заиграме оро илинденско. За сите години и сите светлини, со љубов наша земјо мила вечна остана, со љубов наша земјо мила вечна остана. Расна израсна, цвету градина, ти си наша љубов вечна, горда остана. Ти си наша љубов вечна, горда остана. Ајде да запееме песна илинденска, ајде да заиграме оро илинденско, ајде да запееме песна илинденска, ајде да заиграме оро илинденско. А сега последните минути да ги проследиме со прилогот за празникот Илинден. Втори август Илинден. 338 година пред нашата ера, победата на собитката на Херонеја. 1903 година Македонска република наречена Крушевска. 1944 година Асном во Прохорпчински, каде се удрија темелите на Република Македонија. 3 Илиндена, 3 значајни настани.
На 2 август 338 година пред нашата ера во Беотија, близу Херонеја, се одиграла помеѓу македонската фаланга на македонскиот крал Филип II Македонски и така наречените грци, или како што се наречени и така наречени грчки полиси, а Филип II Македонски ја издвои најголемата победа. Така наречените грчки полиси или градови биле поразени, а со тоа подпаднале под македонска власт. Склучуваат договор во кој пишува дека тие така наречени грци се колнат во сите богови и богини и дека верно ќе му служат на македонското кралство, а за возврат добивале дозволена слобода со статус да не бидат робови и да не плаќаат данок на македонското кралство. Поточно добиваат ограничена автономија. Чуждица